да стане точка број 1. Тоа е предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кој Европска банка за обнова и развој по договор за заем за финансирање на регионалниот проект за цврст отпад по скратена постапка. Проблемот со управување со отпадот во Република Македонија продолжува да расте, постои опасност да се создаваат нови диви депонии, количината на создаден комунален отпад од граѓаните, индустриските објекти, фирмите постојано се зголемува и тоа побрзо од тоа што може да одговорат со своите капацитети јавните предпријатија. Ако во 2009 година имало 180.213 тони комунален отпад, останал несобран, во 2021 година тој се зголемил до 263.979 тони. Овие разлики завршуваат на дивите депонии низ земјава, во природата, реките, почвата и со тоа се загадува животната средина. По региони, најлоша е состојбата во југозападниот регион, каде се создале најмногу отпад, околу 183.591 тон, а точно овде се наоѓа Охрид и Охридското езеро, кои се заштитени подрачја на светската листа на УНЕСКО. Неселектиран отпад изнесува 82,7% од количеството на собрано ѓубре. Освен Дрисла, ниедна од општинските депонии не е легална, односно немаат интегрирана еколошка дозвола од Министерството за животна средина. Од една страна не се сложувам со земање на заеми, но од друга страна знаеме дека немате пари затоа што ги украдовте од граѓаните, а од трета страна се наоѓа Европската Унија, која што ве оценува со нули за работа во овој сектор и ова поглавје, и за да, ако сакаме ние да одиме напред и да влеземе во Европската Унија, треба во овој дел баш да обрнеме големо внимание, па вие, борците за чист воздух и здрава животна средина, се сетивте дека оценката ви е нула, па после 6 години работа ќе земате кредит и да го решите овој проблем. Ви благодарам.